во две држави и не е прифатил. Сега вика истото ни го нудат, ние глупи не прифаќаме. Андрейчо, мајмуне, да ти кажам сега нешто и на тебе. Сега, пред неколку дена, повторно од судовите, мудовите, беше отфрлена жалбата на нашите у Благоевград да имаат клуб, македонски клуб тама. Нема такова малцинство. Кои се тие, вика, да ја уништат националниот карактер на нашата страна. И ми одбија жалбата. Со навреди повторно кон македонците таму. Мајмуне, кажи ми само една причина зошто би признал некое така наречено малцинство во сопствената земја, малцинство што се кажува дека е малцинство на некоја соседна држава. Ако таа соседна држава не го признава мојот народ и мојот народ сака да го асимилира и сака да го смени неговиот личен опис, да го побугарчи неговиот идентитет, неговата историја, неговиот јазик. Мајмуне, кажи ми една причина зошто јас би прифатил било какво барање од таа држава и од таа така наречено малцинство. Велам така наречено малцинство, затоа што многу од тие што се нарекуваат бугари, тука кај нас, пред години се колнеле у македонството, се кажувале дека се големи македонци, се ова се они одеднаш преку ноќ станале бугари, како зашто нивни проблем. Со такви изроди и за такви изроди не вреди да ја бараш причината за нивниот лупинг, идентитетски, национален. Нивни проблем. Тие што мислам така се превртеле на тој начин, за таквите превртачи, за кои што имаат докази дека до вчера се колнеле у македонството, у својото македонско потекло, сега се кажува дека се бугари. Како, зашто нивни проблем? Не навлегуваме тоа. Кажи ми една причина зошто би попуштиле, би прифатиле барање, нечие барање, ако тој што бара да направиме од нас одредени отстапки, самиот не множи со нула. За него не постоиме. За него или за нив сме българи, кои што поради Тито се одвоиле од своето българско јато и тргнале по еден посебен пат, кој што е слепа улица. Нема натака по тој пат еволуција, растење, развиток, признавање, слепа улица, Македонија, македонството, македонскиот идентитет, македонската држава, слепа улица. Ако сакате да се вратите на вистинскиот пат, елајте при нам да бидете българи. Мајмуне, ова е поентата. Дали така треба да се однесува еден достоинствен човек, еден достоинствен народ? Кога некој го понижува, тој да му преметани, да му игра на маса, чочек. А овој го множи со нула. Да ви се серам у логиката предавничка, Андречо. Ама убо да ви се посерам. Драго ми е што уште има луѓе, читам на Фейсбук, кои што бараат санкционирање на сите атаци на унитарноста, безбедноста, мирот на сите граѓани на Македонија. Читам многу такви коментари апропо националистичките, шовинистички дивења по спортските терени. Тој е уште еден доказ дека како влада мора да тргнете во сериозна пресметка со нив, со таквиот тип на однесување. Ама некако овој иззетко што вика антиалбански скандирање имало, ама антимакедонски немало. Ако имате моќ
Зборам за владеачката партија. Викнете го на еден разговор. И вака кажете му: господине Изетко, од сега па надале у будуќе, вакви изјави твои јавни пред медиуми ти се строго забранети. Бирај. Или ќе продолжиш вака да ги навредуваш македонците со својот шовинистички цинизам, или идеш по вода. Како? Договорете се. На кој начин ќе опуштите по вода? Оти вака само прави штета. И на овој начин поттикнува омраза и поттикнува револт кај македонскиот народ. И кажете му го вака у фаца, која што му го... Не ми е тука у фаца, ама у фаца да му го кажам. Слободно дајте му го клипот да го види. Не може така. И да завршиме со нешто позитивно. Некоја на Фейсбук се бајлева, извини, жено, девојко, не знам која си, заборев името, пред напишала, вика, шок, ама вака е статусот. Шок и неверување. 2 мекици и сирење парче на стража, 400 денари. Шок и неверување. Не бе сите веруеме дека е така. Зашо да не ти веруеме? Може ти си паднала у шок и у неверуење, пошо, ама како да ти кажам, имаш тука и на матка еден наш познат кафанџија со рибен ресторан, со она еснав човек, топ човек, приземен човек, седнал едно од тие што се матка доле таквите, што се тие ресторани, појма нема. 2 штока, 2 парчиња сирење, 2 печени пиперки, не знам, 2 лепчиња, 2080 денари. И он стварно паднал у шок. Попиздал тама, пошто самиот преку 35 години работи тоа. Со како не ви е сраме, бе, што е ова, бе, како е ова, абе, зошо го крадете народот тоа? Значи, драги мои пријатели, еве рецимо, Охрид бе стана славен ова лето, немаш Охрид увијач под 700 дена, увијач 700 дена, чорба, 400 кусур дена, риблја чорба. Луѓе, не се нервирате више, немојте да паѓате у шок, у неверување. Има еден начин, едноставно ги одминуваш. Си дојдеш дома, ќе си направиш ти салата, сирење ти ќе си ставиш, ќе си викнеш другар, другарка, друштво, ќе си помизите тука, дома, како ментална хигиена и отпор кон алчноста на сите тие што работат у газдиве на супермаркетиве, собственициве на кафаниве, на